Угостителството како најпогодена индустрија од оваа вонредна состојба која беше донесена поради ризикот и опасностите од коронавирусот и трае веќе 3 месеци, секој ден се поблиску до рап на бездна, до кога столиците ќе бидат кренати, локалите празни, а угостителите без скршена заработена пара. Има ли начин безпрекорно да се почитува протоколот кој е изготвен од надлежните институции и мора да се почитува за да не се заработи пак некоја казна? Забелешките воглавно се однесуваат во начинот на кој е замислен да функционира, значи, локалот. Конкретно станува збор за дистанцата која треба да ја запазиме. Значи, не станува збор за дистанца од еден до друг стол или од една до друга маса, меѓутоа туку бараат да биде во метри квадрат. Значи 9,6 метри квадратни по маса. Сметаме дека е тоа премногу, сметаме дека тоа значително ќе го намали капацитетот на секој угостител и другата забелешка е дека треба да доколку седат повеќе од двајца, односно максимум четворица гости, да бидат од иста фамилија. Ние немаме систем, немаме ниту права, ниту ингеренции да тоа го регулираме. Значи како е замислено, ние да ги испрашуваме гостите дали сте фамилија, дали не сте, дали ние за возраст ќе добиеме веродостојни податоци, тоа е се под знак прашалник и кој ќе ја сноси одговорноста доколку гостите се представат како фамилија, а при проверка се воспостави дека не се. Тоа се некои работи кои тешко ќе бидат регулирани и ќе мора да се изменат во самиот стат пред да настанат поголеми проблеми кои ќе бидат на штета на сопствениците на угостителските објекти. За да им биде полесно за применување и почит на протоколот, самата угостителска фела е принудена да создаде и своји дополнителни мерки од самите нив за олеснување на работата. Комората на угостители во Македонија, во Република Северна Македонија има испратено, значи, своји ставови и барања кои се надевам дека владата ќе ги согледа, анализира и дел од нив ќе усвои, бидејќи реално е тешко изводливо тоа што е замислено на хартија, во пракса многу тешко ќе се имплементира и многу тешко ќе функционира. Само мора да најдеме заеднички јазик околу начинот на распоредот, што би значило само надвор, што е со локалите кои немаат надворешен дел, дали ќе имаме толеранција да се прошириме вон границите кои ни се дозволени од самите локални самоуправи и што е со внатрешниот дел на крај. Љубан Стаменик е еден од представниците на штипски угостители. Најави дека ќе имаат состанок заедно со Угостителската комора на Република Северна Македонија, на кој ќе се разговара токму за мерките и што може да направат самите угостители за безбедно здравје на самите посетители и нивните вработени, битна алка од синџирот за успешна работа на рестораните, ланч баровите, кафулињата и останатите субјекти од оваа дејност.